Овој живописен град, преку Техо, децении наназад ја збогатува сликата на нашата земја како пријателска, толерантна, мултиетничка држава, која ја негува посебноста на културите на сите народи кои живеат овде, но и на сите култури кои доаѓаат како гости на овој фестивал. За нас како Министерство за култура е од големо значење што во Техо имаме искрен и сериозен партнер кој афирмира хорската музика во земјава и во светот. Ние во континуитет, секоја година, го поддржуваме фестивалот кој постави високи стандарди за музичко-сценски настапи на хоровите. Техо игра водечка улога и во мотивирањето на композиторите да творат нови хорски композиции, ги поттикнува младите диригенти и солисти да се охрабрат и да застанат на големата сцена. Техо прерасна во една платформа која е привлечна за најмладите изведувачи, кои со овие настапи имаат допир со професионалната сцена и голем дел од нив продолжуваат со ангажман во музичката сфера. Тука се негува другарството, заедништвото, се развива љубовта кон уметноста, што се најважни придобивки за секој млад човек. Особено е важно што тетовските хорски одзиви ги негуваат авторите и основоположниците на македонската современа музика, од кои речиси сите во својот опус имаат хорски композиции. На тој начин го чуваме македонското културно и духовно наследство, го негуваме идентитетот и музиката која ја пееме од најмала возраст. Целокупната јавност беше ангажирана околу формирање на фестивалот Техо, градот живееше со Техо, 3 дена беше фестивалот и некое совпаѓање, точно фестивалот беше од 22 до 24 јуни, точно сега ние во сабота 24 правиме 50 години од фестивалската вечер, третата, која што беше на Техо. Годинава ќе настапат 17 хора на Техо, од кои што 14 хора се од Републиката, од Тетово, Скопје, Прилеп, Штип, Охрид, Битола, Гевгелија и за прв пат имаме еден хор, македонски камерен хор од Нов Зеланд, бидејќи временската разлика е различна, они онлайн ќе се приклучат со 3 композиции. Они доаѓаат афирмирани хорови од Пеќ од Косово, кој што денови беше неден меѓународен надпревозови награда, скоро од Розафа Експресион од Скадар, кој што е чест гостин, и Нишкиот студентски академски хор. Фестивалот има во рамки на одбележување на 120 години од Илинден, дека многу хорови имаат на својот репертоар, сугерирано беше да имаат композиции инспирирани од Илинден. Сака на тој начин сакавме да го потврдиме, дури има и некои композиции кои што се и нови. Би сакал да напоменам дека тука во рамки на фестивалот ќе има и изложба на сите плакати од првото Техо до денес. Јас ги чувам сите плакати, каширани се и во Центарот за култура ќе бидат изложени 32 плаката. Јас, бидејќи чувам се, тука е и она што беше од Тодор Скаловски напишана композиција "Кажи Васке Евгова" за заедничко пеење на Техо. Ова се оригиналните ноти што ги пишувал Скаловски и ова ќе биде изложено.